Се враќаме на градскиот стадион во Штип, ќе го проследиме второто полувреме од надпреварот помеѓу Брегалница и Тиквеш по првите 45 минути. Резултатот 0:0. Денес мој гостин е Елмир Мандак, со кој заедно го коментираме овој надпревар. Да кажеме дека на полувремето имаше некои немили инциденти пред градскиот стадион, се сретна двете навивачки екипи на Брегалници и оние кои што дојде од Кавадарци, пробат полицијата да го расчисти тој дуел помеѓу навивачите. Еве сега ги слушаме. Ги слушаме навивачите на Брегалница. Фановите на Брегалница, така. По некои информации кои имавме на Немили настани пред стадионот. Имало пред стадионот некои немили настани кои се соочиле полициските служби. Не знам Да се надеваме дека се е расчистено, дека се е во најдобар ред, така. По никого. Сепак тоа не е добро воопшто ни за фудбалот, ни за Токму така. за луѓето таму. Ние сме на теренот, го следиме второто полувреме од мечот Брегалница Тиквеш и сега веднаш на самиот старт прекин Османовски се жали на повреда, а таму со број 19 и Наумчевски Стефан исто така лежи на тревата. Двајца фудбалери од спортивните тимови. Еден дуел, да, мислам дека се удрија со главите. Да се надеваме дека нема ништо сериозно, дека ќе продолжат обајцата со игра. Станува Наумчевски. А нема потреба за лекарска интервенција никај Брегалница. Се враќаат од лекарскиот тим на Брегалница назад. Станува Османовски, се држи уште за главата, меѓутоа играта се продолжи. Судијата Качевски нешто реагира на клупата на Брегалница со помошниот тренер Лазар Илиев. Сепак се смирува ситуацијата, аут за екипата на Тиквеш. По левата страна Христи Елиовски и со број 7 Благој Лјамчевски ја враќа топката кон голманот на Брегалница Петровски. Сега Петровски кон Стојанов. Стојанов ја губи топката сега. Шанса дали ќе биде тоа за Тиквеш? Не, ја губат топката и напаѓачите на Тиквеш. Одличен пас на Бакрачевски кон Додев. Влегува Додев. Одлична шанса за Влегува, Бранаца дали да ќе биде Додев. Да спомна да сврти топката, да споменува. Одлична акција во три потега беше тоа. Најпрво Бакрачевски кон Додев, а Додев асистенција до Мартин Стојанов, кој постигнува поводок за водство на Брегалница од 1:0 на стартот. Одличен почеток на на второто фудбалерите на Брегалница. Одлична акција, мора да напоменам каква само топка дојде Бакрачевски до Додев беше тоа. И одличен прием на Додев кој тргна силовито на кај противничиот дол, ја заврте топката до Стојанов кој рутинирано го ја реализираше оваа шанса. И мислам дека заслужено Брегалница поведува со 1:0. Самиот старт 47 минута, само 2 минути во второто полувреме. Мартин Стојанов за водство на Брегалница од 1:0. Вториот дел за фудбалерите на Брегалница. Мислам дека сега Тиквеш ќе фрли се на една карта, бидејќи нема веќе што да загуби. Нема што да загубат фудбалерите. Сепак мора да кажеме дека тоа е една одлична шанса за фудбалерите на Брегалница кои во нападот имаат и те како брзи фудбалери кои можат на контрнапад да бидат опасни кон голот на екипата. Тоа го видовме и сега во оваа акција. Одлично Додев побегна таму, прекрасна топка беше тоа на Бакрачевски. Одлична топка, е фудбалски што кажуваме со очи, значи директно на градите на Бакрачевски, одлично прими топката свртена кај голот и Мартин Стојанов немаше тешка работа. Акција од само неколку метри на празната мрежа да го матира голманот Стојан Димовски. Беше Димовски. немоки му таа ситуација. Токму така. И сега прекин, слободен удар ќе биде тоа за екипата на Тиквеш. Покрај топката се тројца фудбалери, Шиков, Мојсов и со број 8 е тоа Андреј Лазаров. Ми се чини дека Шиков ќе го изведе тој слободен удар. Шиков ќе биде директно во голот од оваа ситуација, иако мислам дека е многу далеку. Само тројца фудбалери во живиот зид. Го мести живиот зид голманот Петровски, ќе видиме каков ќе биде исходот од овој слободен удар. По земја Шиков, само во живиот зид. И сега Стојанов избива таа топка во аут за Тиквеш. Илиовски кон Мојсов. Корнер.
Не смеат фудбалерите на Брегалница одма да се површат после поводот, мора да продолжат со исто темпо на игра. Конечно ќе продолжи сега надпреворот, корнер по левата страна. На првата статива кон Мојсов, Се биеш со глава, гол аут. далеко беше тоа од голот на Петровски. Сега воопшто не врзилче Петровски, има Брегалница водство минимално, но сепак заслужено. На самиот старот, од второто полувреме, Мартин Стојанов постигна погодок по прекрасната акција помеѓу Бакрачевски и Додев. Стојанов немаше никакви проблеми да реализира за водство од 1:0. Јамчевски избива Николовски со број 19 Думчевски, фаулиран. Сега не треба да застанат фудбалерите на Брегалници да се задоволат со водство. Да, како што кажав, се уште е многу рано за да се површат, мора да продолжат со исто темпо. Веднаш ја препуштат иницијативата на играчите. Да, до сега одлично го контролираа над преворот. Слободен удар таму ќе биде тоа. Сега ќе фрли се на една карта, нема што да загуби, мора да тргне со сите сили во нападот. Фаулира Шацковски таму и фаулиран беше Андри Лазаров, фудбалерот со број 8, и тоа ќе биде одлична шанса некаде 20 на метри за капитенот Ѓорги Мојсов. Ќе видиме како ќе го изведе тој слободен удар. Еве го Мојсов сега. Одличен удар на Мојсов, 1:1. Мојсов, прекрасен гол на Ѓорги Мојсов, 51 минута. Слободен удар и одлична реализација на Ѓорги Мојсов, изранува на 1:1. Токму она што го кажавме, Мандак, значи Брегалница се повлече. Да, се повлече. Уште прво по време видовме дека екипата на Тиквиш од Прехини е итекако опасна и имаат одлични шутери, и имаат одлични скокачи на скок, меѓутоа кажавме Брегалница се многу брзо се задоволи со водството од 1:0. Тоа го казни Тиквиш, со сега почнува се од почеток, иако пак ќе кажам дека повторно е Брегалница во предност и со овој резултат. Еве на со Смановски добра акција. 40 минути има до крајот на надпреворот, играше со рака на обув. Веднаш се забележа, ја преземаа иницијативата фудбалерите на Тиквиш по примениот погодок. Брегалница некако се повлече, им препушти да ја преземат иницијативата. Многу рано се задоволи со резултатот, со погодокот, со водството од 1:0. Мораше повторно да продолжат со исто темпо. Само 4 минути по постигнатиот погодок Тиквиш го возвраќа ударот. Мора да се признае, тоа беше прекрасен слободен удар изведен од Ѓорги Мојсов. Капитенот Мојсов, да. И сега повторно се разгорува играта. Веќе на стартот на второто полувреме гледаме два погодоци, одлични два гола. Првиот го постигна Брегалница по изворена акција, вториот Мојсов по прекин од прекрасно изведен слободен удар, и сега повторно Брегалница ја преземе иницијативата. Требаше да примат гол за да повторно ја преземат иницијативата. Еве, можеби тоа психолошкиот притисок. Тој неискуство кај младите фудбалери на Брегалница го говори ова. Повлекува кој сепак беше премногу рано. Има уште 40 на минути до крајот на мечот, уште многу следува да си. интересен фудбал, да. Во секој случај. Сега Бакрачевски кон Додев. Еве го Додев, Одлична Наубов, акција. двојно проигрување, Додев на втората статива. Османовски ја сврте топката, меѓутоа немаше никој таму, и сега повторно Ацковски, Да видиме со Анđело Николовски. Без проблеми за Шиков, кој е фаулиран од Христе Наумов. Да. Водат интересни дуели Наумов и Шиков.
во овој дуел успешен беше Ванче Шиков, кој беше фаулиран од страна на Наумов, изнуди прекрашок. И тоа ќе биде топка за Тиквеш во теке 55-та минута. Резултатот на мечот Брегалница Тиквеш 1:1, стрелци на головите Мартин Стојанов во 47-та минута, додека капитенот Ѓорги Мојсов во слободен удар во 51-та минута постигна гол за Тиквеш. Сега излегува топката во аут за Брегалница. Георгиевски, Коносмановски, Стојанов. Одлична топка кон Додев. Додев доста опасен по таа лева страна кон Ацковски, шанса за Брегалница. Кој решение ќе го најде? Добра шанса. Ацковски, Наумов да биде. Наумов, Османовски. О, каква шанса. Преку голот, Анес Османовски, одлична шанса беше тоа од 12 метри шутираше преку голот на Стојан Димовски. Мораше Османовски да реагира подобро на оваа ситуација. Ристе Наумов добро Иако ја врати таа десната топка. нога му е појака страна, меѓутоа беше многу блиску. Голема шанса за Османовски сега, веднаш повторно Брегалница да дојде во ново водство, меѓутоа резултатот останува 1:1. Во секој случај манда далеку поинтересно второ полувреме. Да. Отворена игра на обете И страни. мислам дека првиот гол на Брегалница има големо влијание, за тоа веќе се отправи на преварот. Тиквеш меѓутоа возврати за многу кратко, за 4 минути и го изедначи резултатот. Еве сега продолжува Брегалница со напади и мислам дека ќе гледаме до последната минута на извесен надпревар. Подзастанаа фудбалерите на Брегалница во тие 3-4 минути откако го постигнаа погодокот и веднаш казнија играчите на Тиквеш. Нели кажавме, значи многу не требаше да се повлечат нашите фудбалери, бидејќи Тиквеш е искусна екипа, секоја грешка знае да казни на противникот. Еве сега шанса за Мартин Стојанов по десната страна, влегува внатре, свртува. Нема кој да ја пречека таа топка од играчите на Брегалница, меѓутоа повторно Ѓоргиевски сега, па Крачевски враќа назад, Дарко Стојанов кон Митрев. Добро играат во поле фудбалерите на Брегалница, меѓутоа чувачкиот поводок гледате Брегалница повторно ја презема иницијативата. Ја држи контролата на топката. И тоа вроди со плод со оваа шанса на Анес Османовски. имаат единствено проблем при реализацијата фудбалерите на Брегалница. Тоа успеав да го забележам и во претходните надпревари. Ствараат многу шанси, играат добро во поле, меѓутоа во реализацијата може да бидат далеку Затајува подобри. реализацијата, затајува, да. Претходните надпревари ги имавме можност да ги проследиме. Се согласувам со вашата констатација. Меѓутоа еве на овие надпревари овие шанси мора да се користат. Мора да се користат, Мора да ова се е користат, најважниот надпревар надпревар е, можеби. Да. Значи на овие надпревари нема многу шанси. Еве сега Османовски имаше во Мале. првото полувреме, Бакрачевски шанса, Ацковски 100% шанса имаше во првиот дел. Три одлични шанси кои останаа неискористени. Реализирани, да. Сега корнер за Тиквеш на првата статива по земја, меѓутоа е одбиена топката од Ѓоргиевски. Висока топка во 60-никот. Ацковски ја избива и сега Мартин Стојанов, дали ќе ја стигне? Одлично. Да, ја стига. Прекрашок за Тиквеш. Дискутабилна одлука на судијата, меѓутоа судијата е секогаш во право. Така. Еве ја гледаме таа, можеби имаше прекрашок од страна на Додев. Еве сега во можевме да видиме во репризата дека сепак после изгледа имаше прекрашок од страна на Дарко Додев таму. Меѓутоа тоа ќе беше одлична шанса и одличен контранапад за Брегалника доколку немаше прекрашок. Вака Имаше повторно бришен простор напред, можеше со неговата брзина да биде доста опасен за голот на Тиквиш. вака повторно слободен удар за Тиквеш. Тиквеш шансите ги Да гради. кажеме Тиквишите како опасен од овие прекини. Сите шанси са по некои прекини кои што ги изведува капитенот Ѓорги Мојсов. гледате, Имаат високи Мора- фудбалери. Мојсов има одлична лева нога која да не речам како топе, а имаат и добри скокачи во името на Шиков, Мишов, Така. да не ги набројувам другите. Сега Вареловски одзема топката од Додев. Повторно организираат напад играчите на Тиквеш. Одлична реакција на искусниот Дарко Стојанов. Интересно второ полувреме. Многу повеќе шанси, подобра игра на овете страни и голови видовме веќе два. Да гледаме далеку поквалитетен фудбал во вториот дел. Веќе се опуштија фудбалерите.
притисокот е надминат, меѓутоа следуваат Една мала грешка може да го реши овој надпревар. надпревар. Да, затоа и реков, значи овие шанси мора да се користат. Сега Наумчевски со број 19. Кон Благој Лјамчевски. А Мојсов. Повторно Лјамчевски. И сега не успеа да прими таа топка фудбалерот со број 25 Дарко Гроздановски. Топката излегува во аут за Бојан Ѓоргиевски, десниот бек на Врагалница, кој што е задолжен за изведувањето на аутите по таа десна страна. Кон Ристе Наумов. Лјамчевски успешен во воздушниот дуел, сега Митрев избива напред, само кон Ванче Шиков, кој ја враќа топката на половината на Брегалница. Воздушни дуели на реакција на Митрев и сега ми се чини дека со 20, број 25 беше тоа Дарко Гроздановски. Или сепак тоа е Анес Османовски фаулираше. се жали еден од фудбалерите на Тиквеш на повреда, прекината играта. Еве ја гледаме таа ситуација. Тоа е Гроздановски во дуелот со Митрев. Митрев претрпе таму некоја повреда, меѓутоа се враќа во игра. Тоа ќе биде слободен удар за Ванче Шиков. Кон Јамчевски. Наумчевски. Илиовски. Јамчевски, центар шут на Јамчевски. Наумчевски не успеа и фаулираше. Бакрачевски фаулиран. Ќе биде тоа слободен удар за Брегалница. Сега по добрите почетни 10 минути, мал зата играта. Време за некој освежување во фудбалскиот клуб Брегалница, може би треба веќе и да реагира шефот на стручниот штаб Маријан Секуловски, кој е еден искусен тренер кој ги водеше екипите на Силекс, Победа, Пелистер и имаше успешна интернационална кариера во Мјанмар, каде има освоени титула со неговата екипа. Доста искусен тренер Секуловски. Да. Еве сега Стојанов. Меѓутоа, тоа ќе биде само топка за голманот Димовски, кој ја прифаќа со раце. Веќе влегуваме во 63-та минута од надпреварот, резултатот е 1:1, со головите најпрво на Мартин Стојанов во 47-та минута и Ѓорги Мојсов во 51-та минута за Тиквеш. Димовски до Ристи Темелков. Темелков долга топка кон Илиевски. Мојсов го помина Ѓоргиевски. Корпулентен Мојсов, центар шут. И сега бараат играње со рака од страна на Митрев. Фудбалерите на Тиквеш, меѓутоа само корнер за екипата на... Не, сепак тоа не беше игра со рака на Митрев. Се видува... Да споменам, Мојсов е доста добро игра на денешниот надпревар. Најдобар играч кај екипата Тиквеш, на Тиквеш, дефинитивно. да, дефинитивно. Јамчевски ќе го изведе тој корнер по левата страна. Центар шут на Јамчевски. На втората статива реакција на Николовски. Со број 21 Александар Вареловски по десната страна, задолжен за изведувањето на аутите. Сега Мишовски, ја губи топката Мишовски. Шиков и Додев, фаулира Шиков. Не дозволуваат фудбалерите на Тиквеш бргу да се изведе тој слободен удар. И сега повторно се смирува играта, 64-та минута е во тек. Резултатот е 1:1. Дарко Стојанов ќе го изведе тој слободен удар. Топка кон Мартин Стојанов. Ѓоргиевски. Сега игра со рака на Ристе Наумов.
И слободен удар за Тиквеш со број 19 Наумчевски. Лјамчевски, Илиовски кон Лјамчевски, продира Лјамчевски по левата страна, успеа да проиде, сега ќе имали центар шут, не сепак застана Лјамчевски, сега повторно оди, уште еден дриблинг, центар шут со десната нога Се мислам дека и подигнато знаменцето на помошникот, офсет е тоа и топка за Брегалница. Еве ја гледаме таа ситуација, Лјамчевски можеше веднаш да центрира со левата нога, направи уште еден потек и потоа упати центар шут со десната нога, меѓутоа во офсет беше еден од фудбалерите на Тиквеш, се види убаво тоа и тоа ќе биде топка за Брегалница за голманот Петровски. Ангажманот Петровски на спротивната страна кон Мартин Стојанов, Ѓоргиевски, аут за Брегалница. Помошниот судија досудува аут. Лјамчевски приговори, меѓутоа ќе продолжи играта. Мора да кажем дека судијата Качевски засега одлично во на преворот, држи ситуацијата под контрола. Така немаше некоја Иако се контроверзна работи одлука. за дерби надпревар секогаш се тешки за судење тие надпревари, меѓутоа засега одлично го води надпреварот. Сега со број 21 Вареловски, Дека Стојанов ќе реагира одлично. беше тоа шанса за контранапад кој го поведе најпрво Лазаров кон Вареловски, меѓутоа долга топка беше тоа, си даде предолг фор и повторно ќе биде тоа топка за екипата на Брегалница. 66-та минута е во тек. Мислам дека за нијаса малку падна играта на Брегалница и екипата на Тиквеш презема полека иницијативата. Може би е време Меѓутоа и за измени. Па да, јас реков, Остануваат уште малку 25 треба минути да до има крајот некоја на освежување мечот. Брегалница, а може би поради резултатот кој верувам дека одговара повише на Брегалница овој резултат. Меѓутоа победа би одговарало и на обата Победа- тима повеќе. Ѓорги Мојсов на спортивната страна, меѓутоа само до Анџело Николовски, Николовски до Додев. Еве го Додев, центар шут на Додев, меѓутоа непрецизно интервенција на голманот Столе Димовски. Додев еден од подобрите играчи денес кој на овој надпревар ја покажува својата класа. Мислам дека игра на своето ниво. Ристите Милков шири десно кон Шиков, Шиков до неговиот колега од одбраната Наумчевски. Мелков до Лјамчевски, Лјамчевски до капитенот Мојсов. Се врти околу Мојсов во тимот на Тиквеш. Да, дефинитивно е добриот играч на екипата на Тиквеш, кој иако со 34 години покажува дека се уште е лидер на екипата на Тиквеш. Дефинитивно еден од најдобрите фудбалери на Тиквеш. Тоа го покажува и на теренот со залагањето и со прекрасниот погодок кој што го постигна во 51-та минута, одличен удар од 20 на метри од слободен удар. Неодбранливо беше тоа за голманот Петровски. Тренерот на Брегалница Има измена кај Брегалница. Има измена, да. Мислам дека Марио Наумовски ќе влезе во игра. Да видиме Марио на чие- Наумовски играч од средината на теренот. Ќе видиме на чие место ќе влезе. Еве сега шанса за Брегалница. Наумов шут, меѓутоа непрецизно само во раците на голманот Стојан Димовски. Одлична шанса беше тоа за Ристенов. Сега Дарко Стојанов. Додев. Ацковски фаулира. Ацковски фаулиран од Ристете Мелков. Бакрачевски до Анџело Николовски. Николовски. Се бори таму Додев.
со одбробените фудбалери на Тиквеш кои се успешни во овој дуел. Мишовски Одлична реакција на Митрев. Митрев реагира. Ево сега Николовски препушта до Додев. Аут ќе биде тоа за не се пак за Тиквеш. Најпрво судијата покажа аут за Брегалница, меѓутоа помошникот реагираше и ми се чини дека тоа ќе биде сепак аут за Тиквеш. А наскоро ќе биде извршена и првата измена на овој надпревар. Се влезе во игра Османовски и Отацковски еден ќе напушти играта. Ми се чини дека Османовски ќе ја напушти играта. Со број 14 во игра влегува Марио Нумовски на местото на Анес Османовски. Остануваат уште 20 минути до крајот. Стариот брат на Марио Нумовски, Јордан Чуновски, игра за екипата на Тиквеш, кој моментално е на клупата за резервни играчи. Значи двајца браќа овој надпревар игра до противнички тимови, интересна ситуација. Да. Инаку како што кажете во една прилика тоа се синови на познатиот фудбалер на Победа Прилеп поранешен Тони Нумовски. Тони Нумовски, да, доста квалитетен играч кој настапуваше со години за Прилепска Победа, кој беше капитен. Така. И неговите синови тргнуваат по неговите стапки, да, едниот во екипата на Тиквеш, другиот во фудбалскиот клуб Брегалница. Еве сега прекин повторно Дарко Додев ќе го изведе тој прекин. Тој е задолжен за изведувањето на слободните удари по левата страна. Брегалница исто така може да биде опасен овој прекин, има доста добри играчи со удар со глава. Наумов и Дарко Стојанов. Дарко Стојанов, исто така и Митрев е овде, кој знаат. Топка кон Ристе Наумов, меѓутоа капитенот Мојсов ја избива во нов корнер за Брегалница. Игра одлично Ѓорги Мојсов и во фаза на одбрана и во фаза на напад. Доста мотивиран на овој напред. Мојсов мислам дека во овој дел од првенството ова му е најдобар напред, јас кога што ги пратам и Тиквеш и гледам на преварите. Доста мотивиран против Брегалница. Да. Мартин Стојанов од десната страна, центар шут на Мартин Стојанов. Ацковски таму се бори. Марио Нумовски и офсайд. Офсайд, капитенот Ристе Наумов се наоѓа во офсайд позиција. Еве гледаме таа акција. Уште еднаш центар шутот на Мартин Стојанов избија фудбалерите на Тиквеш. И во офсайд се најде Ристе Наумов. Јамчевски сега. Понилиовски. Наумчевски. Долга топка на Наумчевски, непрецизна. Анđело Николовски ја смирува таа топка на гради. Меѓутоа ја губи од Андреј Лазаров. Сега Лазаров продира. Фаулиран фудбалерот на Брегалница Ацковски. И некој напомня дека и Анđело Николовски е репрезентиран за селекцијата од 19 години. Доста млад фудбалер е Николовски. Перспективен. Слободниот удар ќе го изведе голманот Петровски. Ќе упати топката кон капитенот Ристе Наумов. Ево Наумов со глава, го добива тој дуел Наумов до Мартин Стојанов. Сега продира Мартин Стојанов. Се бори таму. Одличен фудбалер е Мартин Стојанов, меѓутоа ја губи топката. Јамчевски, Мојсов сега. Одличен пас на Мојсов кон Јамчевски. Јамчевски сега со број 25 Гроздановски кон Лазаров. Анđело Николовски пред него. Центар шут сега со глава удар и пречка. Голема шанса беше тоа за Дарко Гроздановски. Ја погоди пречката од голот Лилче Петровски. Добар центар шут беше тоа по десната страна. Убаво се дигне Гроздановски, шутираше со глава одлично. Реагираше Гроздановски, мора оваа шанса да ги освести фудбалерите на Брегалница. Голема шанса видовме на 15 минути до крајот на мечот. Дарко Гроздановски ја погоди пречката од голот на Брегалница и не успеа да постигне погодок. Резултатот останува нерешен 1:1. За голманот Лилче Петровски. Сега шанса за Брегалница на спротивната страна. Додев влегува во борба со Вареловски, меѓутоа Вареловски поуспешен. Ја избива таа топка.
топката кај Бакрачевски. Мартин Стојанов. Повторно Бакрачевски сега. Ацковски. Одлично потек на Бакрачевски да видиме. Продолжува играта, додев на спротивната страна кон Наумов. Ацковски. Повторно кон Наумов, меѓутоа топката излегува од 16-етникот, еден од фудбалерите на Тиквеш се жали на повреда и Наумов ќе ја изфрли таа топка во аут. Ферплей од страна на Ристе Наумов. Влегува лекарскиот тим на Тиквеш на теренот, се уште лежи повредениот фудбалер. Мислам дека Сега ми прекина играта во 75-та минута, остануваат уште 15 минути до крајот на надпреворот. Како што кажеме, резултатот е 1:1, еве сега. Станал фудбалерот со број 24 Ристе Темелков е тоа. Ќе го напушти теренот за следува момент. измена. Веројатно дали потражи измена, дали не може да го продолжи надпреворот. Ќе видиме дали тој ќе го напушти теренот. Му се укажува лекарска помош таму на Темелков, а фудбалерите на Тиквеш ја враќаат топката на спортивната страна. Така голманот Илче Петровски. Петровски, долга топка. Ристе Наумов. Сега Наумчевски успешен во тој дуел. Ацковски. Шут на Ацковски. Одличен удар беше тоа, профучи топката покрај голот на Стојан Димовски. Ја бележиме 76-та минута. Кристијан Ацковски со удар од 20 на метри. Добро шутираше Ацковски, Одличен удар меѓутоа Ацковски, да, можеби имаше и просто да одигра лево Додев кој знаеме дека еден на еден е и тоа како опасен за противничките играчи. Меѓутоа добар беше и овој обид. добар обид на Ацковски, останува резултатот 1:1. Сега Јамчевски со број 7. Се жали еден од фудбалерите на Тиквеш на прекршок, тоа е со број 9 Мишовски, меѓутоа судијата не досуди прекршок и Мартин Стојанов ја изфрла топката во аут. Повторно ја гледаме таа ситуација. Интервенираше Митрев таму, го закачи можеби Мишовски при неговата интервенција, меѓутоа немаше прекршок Меѓутоа Митров реагираше на топка. на топка, така. Немаше никој Судијата прекршок. го виде, тоа беше во непосредна близина. И сега ќе има измена кај Тиквеш со број 3 во игра ќе влезе и Јордан Чунумовски, братот на Марио Нумовски, кој што влезе пред малку за Брегалница. Да, играта ја напушта Ристе Темелков, Ристе порнешниот фудбалер на Брегалница. Се жалеше на повреда Темелков пред малку и Да. ја напушти играта. Нумовски во игра, Темелков надвор. И Нумовски е квалитетен играч, настапуваше за екипата на Победа и едно време настапуваше за екипата на Металург. Доста искусен играч. Неговиот брат Марио е помлад. Далеко помлад, да. Сега ја враќаат топката фудбалерите на Тиквеш, Лјамчевски до голманот Петровски. Петровски до Митрев, организираат напад играчите на Брегалница, Бакрачевски. Митрев напред, притисна играчите на Тиквеш, не можат така лесно да комбинираат фудбалерите на Брегалница. Мислам дека последните 15 минути Тиквеш ќе фрли се на една карта, бидејќи овој резултат не му одговара. Тиквеш само со победа останува во игра за првото место. И тоа би било шанси за Брегалница на контранапади да го реши надпреварот во своја полза. Сега Мишовски шири десно таму. Лазаров, еве го нововлезениот Нумовски, повторно Лазаров. Нумовски со број 7 Лјамчевски е Одлично тоа. Митрев реагираше. Се шал на повреда, мислам дека имаше удар во глава.
може би ќе треба Да се лекарскиот тим надеваме да дека не се работи интервенира. за посериозна повреда, да, токму така. Шутираше Лјамчевски во главата на Митрев. Пожртвувано реагираше Митрев во оваа ситуација, влезе во ударот на Лјамчевски и спречи удар кон голот на Митров е голем Петрос. борец, мора да кажем, и игра со срце. Не се плаши во никоја ситуација, гледате. Добро игра и овој Става надпревар. и главата каде што некои ногата не става. Добро игра Митрев и овој надпревар. Добро, одбраната игра одлично, мислам, така и и Дарко Дарко Стојанов одлично и играат позди, голот, гледате, беше применот од прекинот слободен удар. Не можеа ништо да направат при ударот на Ништо, Мојсов. Мислам дека во средината 51-та можеше за нијанса да одигра поквалитетно. Османовски и Јацковски, Бакачевски ја врши својата работа. Тоа има секаде на теренот, сепак тој е по дефанзивен играч. Така. Затаја во креацијата. Во креацијата денеска малку. А на местото фрлија. на Дарко Гроздановски со број 25 влегува во игра Стојан Петковски со број 14, нова замена кај екипата на Тиквеш. Остануваат уште 10 минути до крајот, излегува сега Гроздановски, едниот од двајцата напаѓачи. Останува 8 во нападот Мишовски. Дали кавадарчани се задоволија со овој неречен резултат? Ќе видиме во нивната тактика. Ева се Бакрачевски, Мартин Стојанов фаулиран од Лјамчевски. Еве ќе има измена и во редовите на Брегалница. Во игра ќе влезе Андреј Кудијан е тоа. Андреј Кудијан. Да видиме дали капитенот Ристенувов ќе напушти играта. Мисле чини дека токму тој ќе ја напушти играта. Да. Играат на иста позиција. Иста позиција, мислам дека Ристенувов одлично одговара на своите задачи. Добро играше Наумов на овој надпревар. Шанса за Андреј Кудијан во последните 10 минути да Кој покаже мора да дел од кажеме својот дека и репертоар. Андреј Кудијан е квалитетен играч, доста помлад од Наумов. Се надеваме дека во последните 10 минути ќе има што да покаже. Покаже Кудијан на претходните мечеви кога добиваше шанса, ја реализираше на секој надпревар на кој што добие шанса, одличен напаѓаше Кудијан. Ќе видиме овие 10 минути како ќе Знае да изреагира. реализира. Мартин Стојанов центар шут со левата нога сега. Кон нововлезениот Кудијан беше тоа упатена таа топка. Сега Николовски кон Додев. Вареловски игра со рака Вареловски и тоа ќе биде слободен шанса удар. за фудбалерите на Брегалница по подолго време да се преселат на односно пред 16-тникот на голманот Столе Димовски. Мислам дека ова е одлична шанса. Дарко Додев покрај топката. Веќе 5 фудбалери на Брегалница во 16-тникот на Тиквеш. На одбиена топка чека двајца, Ацковски и Нумовски. Таму се Кудијан. Дарко Стојанов кој ја презеде капитенската лента од Ристенамов. Митрев. Сега центар шут, меѓутоа Лош центар високо шут. Додев над голот на Стојан Димовски и тоа ќе биде само гол аут за тимот на Тиквеш. Остануваат уште 7 минути од регуларниот дел. Уште доста неизвестни 7 минути до крајот. Мислам дека Добро започна второто полувреме, видовме два погодоци и шанси во првите 15 на минути, меѓутоа потоа некако се задоволија и двата тима. одлично почна, посебно фудбалерите на Брегалница со тој повод кој победува со 1:0. Меѓутоа гледате, искуството на Тиквеш возврати за само 4 минути и после тоа мислам дека малку падна играта на Брегалница, бидејќи мора да кажеме првиот дел и почетокот на вториот и припадна на фудбалерите на Брегалница кои имаа и контролата на играта, беа за нијанса подобар противник од фудбалерите на Тиквеш. Меѓутоа во вториот дел после изедночувачкиот погодот на капитенот Мојсов, Тиквеш ја презеде некоја блага иницијатива. Меѓутоа мислам дека тоа се должи на резултатот 1-1 кој пак ќе кажам дека не одговара на Тиквеш, сепак Брегалница би требало да биде задоволни со овој резултат, бидејќи останува и после ова коло на 5 бодови од фудбалерите на Тиквеш. 1:1 е резултатот во Штип, на останатите средби Китго Саса 0:0 се уште, победа Кожув 0:2, Слога Виница води со 2:0 против тимот на Осогово. А сега ќе проследиме и нова измена кај
Кавадарчани со број 5 ќе влезе во игра Методија Делов на местото на Ристилиовски со број 22. Мисля, чини дека ќе зацврстат одбраната. Тренерот Трачо Решков ја зацврстува одбраната, но Делов е одбранбен фудбалер и тој е доста искусен игра повеќе време во екипата на Тиквиш. Дали и тренерот на екипата на Тиквиш е задоволен со овој резултат? ќе остане таа разлика од 5 бода доколку заврши 1:1 овој надпревар. Сепак тоа е голема предност за Брегалница. Да, Брегалница ќе биде далеку попотребни бодовите за Кавадарчани на бодови, нормално. Мислам дека многу полесно ќе го приврши првиот дел од полусезоната, каде што и се насмевнува есенската титула, второлигашка, да. И ќе има допрва време стручниот штаб и раководството да ја анализира оваа полусезона и да дореагира за потребни засилувања за пролетниот дел. Несомнено дека ќе бидат потребни нови засилувања доколку Брегалница сака да се надпреварува во првата македонска фудбалска лига, таму и квалитетот е многу подобар. Секој, јас како што и кажав на почетокот, доколку заврши вака, се најверојатно Брегалница ќе биде есенски шампион, таа мора да размислува за втората полусезона да зема квалитетни играчи од калибарот за во првата лига, каде што мора да размислува веќе за уште сега да го направи костурот за првата лига. Токму така. Ние ги следиме последните 4-5 минути од регуларниот дел во второто полувреме на овој надпревар. Топката е кај фудбалерите на Тиквеш. Јамчевски пробуваат да организираат напад играчите на Тиквеш, да го зададат тој последен удар, евентуално да створат некоја шанса и да постигнат погодок, меѓутоа Брегалница во фаза на одбрана игра добро. Георгиевски кон Кудијан, непресен пас на Георгиевски, сега ќе има и нова измена. Овој пат кај Брегалница со број 8. На линијата го гледаме Сашо Шоповски. Ќе видиме на чие место ќе влезе. Фудбалер од средината на теренот. Дарко Стојанов извива топката во аут за Тиквеш. Еве таа измена. Шоповски ќе влезе на местото на Стојанов. Марти Стојанов ќе ја напушти играта. Стрелецот на единствениот погодок за Брегалница на овој надпревар во 47-та минута. Ја напушти играта Марти Стојанов, на негово место Сашо Шоповски. Шоповски фудбалер од средината на теренот. Очигледно беше денешниот прицок, да бидејќи Марти Стојанов може далеку подобро да игра токму така од овој надпревар, меѓутоа притисокот од важноста на бодовите од надпреварот, од дербито на колото си го прави своето. Шанса за Шоповски во последните 3-4 минути. Гацковски е во Шоповски сега кон Марио Нумовски прегрување. Добра топка Кон Кудијан. И сега губат топката играчите на Брегалница со број 14 Петковски. Прекината играта. Ми се чини дека Бакрачевски таму се шаре на поведа кој стварно истрча многу денеска. еден од подобрите поединци за Брегалница на овој надпревар. Стандардно добро игра Бакрачевски во задната везна линија на фудбалерите на Брегалница. Мислам дека солидно одигра и Митрев и Дарко Стојанов и Бакрачевски таму со нив. Добре одржаа одбраната. Да, ја контролира играта во одбраната. Бакрачевски го има секаде на теренот, гледате како само се движи, трчи. Мислам дека денеска пак ќе напомена Мацковски и Османовски можеа далеку подобри да бидат во креацијата, во фаза на напад, да, каде што требаше да ги разиграваат фудбалерите од нападот Наумов, Додев и Стојанов. Сепак отфрлија. Притисокот си го направи своето. Тоа го говори резултатот 1:1. Остана уште една минута, само се игра 89-та минута. Видовме повеќе прекини во второто полувреме. Во првиот дел немаше дополнително продолжување, мечот заврши, односно првото полувреме заврши по 45 минути. Мисля, че дека сега ќе видиме. Мислам дека ќе имаше доста измени. 4 минути ќе има судијско надополнување, четвртиот судија. И
покажува 4 минути. Последниве 20 минути како да се задоволе и двете екипи со резултатот. А тоа го видовме и по измените кои што го направи и двајцата тренери. Играат, гледате, доста предпазливо. Јас очекував дека Тиквеш ќе фрли се на една карта. Меѓутоа и Тиквеш задоволен со овој резултат. Сепак и не е мала работа на гости во Штип, 1:1 против фаворитот Брегалница. Сега Георгиевски, Марио Наумовски, фаулира Мојсов, доста покорпулентен од Наумовски, го разнесе, меѓутоа судијата досудува прекршок за Брегалница, се жали на повреда Наумовски, помладиот од браќата Наумовски, Марио, неговиот брат, Јордан што игра во тимот на Тиквеш, фудбалерот со број 3. Слободниот удар ќе го изведе Митрев. Митрев, добра топка таму кон Кудијан. Кудијан со глава, без проблеми за Шиков, Николовски, кон Марио Наумовски, Георгиевски, топка кон Додев таму, без проблеми за Вареловски, Ацковски и фаул. Одлична шанса за шанса во самиот финиш за Брегалница. 92-та минута веќе е во тек, шанса, ова можеби ќе биде последната шанса на преврот. Мислам дека ова одлична шанса, доста добра позиција за добар изведувач од десната нога кој може да испрати идеален центаршут пред голот на Димовски. Овде Додев, Шоповски е левак, ќе му препушти после изгледа на Додев да го изведе тој слободен удар. И Додев и Шоповски има одличен центаршут со левата нога. Мислам дека кој изведе слободниот удар ќе биде опасно за голот на Тиквеш. Таму се Митрев, Дарко Стојанов, Кудијан, одлични скокачи со глава, Бакрачевски, високи фудбалери. Високи, корпулентни кои можат и како да изреагираат во оваа ситуација. Сепак ми се чини дека Додев ќе го изведе тој слободен удар, да почекаме, да видиме. Додев, топка на втората статива кон Димовски, ја боксува таа топка Димовски. Сепак судијата реагираше со офсайд, помошник од судија. Офсайд позиција. И сега нов погодок во надпреварите од втората македонска фудбалска лига. Тимот на Слога Виница поведува против Осоговот Кочани со резултат 3:0. Виничани ќе го добијат овој локален дерби надпревар против Кочанчеви. Ево, Шоповски се бори таму со Јордан Наумовски, Наумовски успешен во овој дуел, Вареловски шири кон Лазаров, меѓутоа Анџело Николовски побрз и избива топката во аут за Тиквеш. Сега Вареловски кон Шиков, Вареловски со број 14 Петковски. Одлична реакција на младиот Гелов, Анџело Николовски. Одлична реакција на Николовски, топката излегува во гола, останува уште само една минута да се одигра до крајот на овој надпревар. Ми се чини дека тоа ќе биде и конечниот резултат. Нема се брза воопшто на голманот Петровски. И според прикажаната игра на двете екипи, реален резултатот од 1:1. Брегалница можеби имаше некои посериозни шанси за погодок, особено во првото полувреме. Ацковски имаше прекрасна шанса за постигнување на гол, меѓутоа не успеа да реализира. Како што кажеме, првиот дел беше далеку по-квалитетна Брегалница, имаше 3-4 шанси од кои 2 100% на Ацковски и на Бакрачевски. Откако го постигнаа голот, фудбалерите на Брегалница некако се задоволија со тоа водство. Задоволија со резултатот. И еве сега судијата Јован Качевски Оструга суди крај на овој надпревар. Брегалница Тиквеш во дербито од 14-тото коло во втората македонска фудбалска лига 1:1 ремизира. Брегалница останува лидер на табелата со 36 бодови, додека Тиквеш останува на втората позиција со 31 бод. Твоето видување, Мандак, за овој надпревар? Мислам дека резултатот е реален според играта на двете екипи. Резултат кој мислам дека одговара повеќе на фудбалерите на Брегалница, кои ја задржуваат предноста од Тиквеш од 5 бодови, кој мислам дека е одлична предност. Сепак есенската титула и се насмевнува на Брегалница,
се надевам ќе завршат на првото место и останува, ќе кажем повторно, на раководството и на стручниот штаб да се спрема за наредната полусезона, во која веруваме дека до година фудбалерите на Брегалници ќе ги видиме во првата лига, каде што заслужува овој град, Штипијани, кои и се надеваме дека ќе мине оваа пандемија, каде што ќе почне да има публика, бидејќи знаеме колку се желни Штипијани да гледаат прволигашки фудбал. Така, ти благодарам, Мандак, за денешното гостување. Го проследивме над преварот Брегалница Тиквеш 1:1. Тоа е конечниот резултат на овој надпревар, а ние повторно се гледаме наредниот викенд. Благодарам на поканата.